Пресконференција со повик до владата да најде решение, но да обезбеди обештетување за угинатите животни, одржаа денес од Сојузот на одгледувачи на овци на Македонија. До сега имаме над 50 жаришта, имаме околу 40-50 уништени стади и околу 40 фамилии останат без леп. На улица остануваат, немаат со што да се занимаваат. Затоа овчарите бараат подитно владата да помогне. Бараме за што побрзо да им се наплаќаат, да ги обештетат тие луѓе. Одгледувачите бараат и итна вакцинација, но зошто тоа не е сторено? Аргументи против вакцинација реално не слушнавме ниту еден возраст кој што држи зошто да не ги вакцинираме. Единствениот аргумент е да не ги вакцинираме, да не ја спроведеме таа вакцинација, се борат со справување со болеста, од причина што можеби Европската унија ќе ни даде забрана, меѓутоа за извоз. Меѓутоа ни тука не стојат официјални податоци дали ќе ни даде, колку забрана ќе ни даде, зошто реално ниту месото од болеста е штетно по луѓето, ниту месото после вакцинација. Најпогодени од овчата сипаница се источниот и североисточниот регион, каде досега се уништени над 7000 овци. Доколку не ја добијат бараната помош, сточарите се одлучни. Ќе организираат протести на кои ќе донесат и дел од своите стада. Во врска со денешната пресконференција на Сојузот на одгледувачи на овци и упатениот апел за преземање итни мерки против ширењето на сипаниците кај овците и козите, Министерството ја информира јавноста дека во координација со Агенцијата за храна и ветеринарство континуирано ја следи епидемиолошката состојба. Согласно годишнава наредба, ние веќе пративме допис уште претходнава недела во соработка со турскава амбасада, тоа што една од вакцините кои што е безбедна и одговара, очекувам 500.000 вакцини да бидат стигнати. Меѓутоа, првично ќе се водиме од ЕУВЕТ, тоа е Европска агенција на ветеринарни комори кои што се стручници и професионалци за да ни кажат што значи тоа дека сточариве без да биде запознаена Агенцијава за храна и ветеринарство, без да бидат запознаати ветеринарните друштва, ветеринарните станици, ветеринарните клиники, ветеринарните амбуланти, сами на своја рака, без присуство на ветеринарен доктор и без посочените институции кои што ги кажав, вакцинираат. Дел од вакцините кои што се несоодветни, имаме добиено позитивни мостри.